And you had to look for an alternative. It was either a fascist alternative or it was a socialist alternative, which in Germany in 1931-32 would have meant communist. But Hitler's just about to take power. This is 1933. Уште еден подкаст, овој пат со Никола Славевски, академски сликар во класата на Жанета Вангели, дипломиран уметник. Ќе говориме на теми уметност 20 век, во идејата за катастрофите, која што јас ја дефинирав преку читање на Ерик Хобсбаум. Така што, Никола, здраво, фала за присуство, за што се одзва. Здраво, друже, мило ми е што сум гостин на овој подкаст. Се надевам дека ќе успееме да доприме до многу битни теми на... Јас сакам првиот дел да биде една линија уметничка твоја, сликарството во 19 во 20 век, да речеме од она што јас го разбирам како сликарство, во она што се нарекува импресија, кога сликарот поминува низ Монмартр, така се импресионира, па го остава својата трага на платното. Но понатаму Првата светска војна носи трауми кај уметникот и експресионизмот во таа смисла е одраз на една таа трагедија од таа војна. А Втората светска војна е уште поголема катастрофа и од неа се раѓа едно уште поголемо движење кое што е абстрактен експресионизам. Но ќе морам да се вратам повторно во 19-тиот век и да те запрашам. Значи, кај сликарите во 19-тиот век се сликаат големи отворени површини, пейзажи, така речи, се сликаат пазари, што луѓето прават на плоштадите, на плажи, така натаму, тоа што е надворешноста на некоја жива општество, се слика општеството. После 20-тиот век, значи, ова има инерција и од психологијата и Фројд, така натаму, од надворешност се влегува внатре, па со почетокот со авангардата, со на дефиниција на Сезан, на триаголници, цилиндри и така натаму, правоаголници, преку Малевич со оној познат квадрат на платно, па Кандински во својата синестетска форма и така натаму се до автоматиката на Джексон Полок, понатаму Ротко со оние црните платна, Сулаш, Анри Мишо, значи, ако ги гледаме така овие две линии во овие два века, да речеме, се повеќе и повеќе во 20-тиот век ни доаѓа она што повторно се враќам на Роза Луксембург, значи, во една темна линија влегува крајот на 20-тиот век. Никола, како ви? Да, можеме слободно да кажеме дека уметноста, иако не е само рефлексија на времето во кое што живее, е истовремено и рефлексија на настаните од општеството кое што не обкружува. Ако земеме во предвид дека импресионизмот се раѓа после индустријската револуција, ние можеме баш ни самиот импресионизам да го забележиме тоа очекување за иднина која што ќе биде светла. Импресионизмот е толку жив, баш го опишува многу живо светот. Тој е уште онај период кога се развива индустријското општество, кога индустријското производство почнува да создава поголема вишокна вредност, се променуваат општествените односи и то влие врз самата состојба на уметниците и како тие се изразуваат. Секако, секогаш општествениот контекст е многу значаен за како настанува делото и покрај тоа што уметникот се изразува лично, индивидуално, тоа е горе-долу негов израз, но тој не е изолиран од општеството и сите општествени случувања влијаат врз него. Мислам дека најдобар пример за како може една општествена состојба да влие врз уметноста е примерот со дадаизмот и со фонтаната на Дишан.
затоа што поготово за дадаизмот, затоа што дадаизмот настанува како интернационално движење. Ние секогаш кога зборуваме за другите уметнички правци, тие се негде сконцентрирани. Дадаизмот паралелно настанува на многу низ цела Европа. Нивниот порив за да создава таква уметност е во основа опит за да се уништи она што како уметност се доживуваше претходно, како резултат на настаните од Првата светска војна. Дадаизмот почнува во 1914. Така. Баш кога започнува Првата светска војна и Дешан самиот изјавува дека не може повеќе да уживаме во ова уметност, во убавиот акт, кога ни се случува ваква катастрофа. И тој се обидува да го уништи таквото творештво како знак на протест, да би стигнал, да би пренел порака за понатамошна трансформација на општеството, за преиспитување на што ние како човештво моментално правиме. И то успешно го прави со поставувањето на индустријски производ во контекст на уметничко дело. Тој ги руши во тој период сите норми на општеството, и на уметничкото производство. Истото може да се каже и за руската авангарда. Так. Затоа што авангардата нели започнува во 14-та, ама својот полнек го доживува за време на револуцијата. После 1917-та, негде до 27 година, во најголемиот револуционерен период, во после Октомвриската револуција, и ние гледаме експлозија на изрази. Таа нова уметност не е веќе уметноста на стариот век. Таа е абстрактна, се расчистува со сите, мислам со целата традиција на ликовната уметност. Дури кога Малевич го поставува квадратот како уметничко дело, тоа е прекин со секаква традиција. И не само тоа, тој го поставува во неговата галерија во ќошот, каде што вообичаено требало да стојат икони. Тој раскинува со секакво со дотогашното поимање и на културата и на традицијата, почнува да создава нов израз, кој што е израз на новиот свет кој што треба да биде создаден. За денес, мислам дека резултатот со современата уметност е отслика на нешто што ни се случува можеби од 60-тите нааму, и тоа е веќе со крајот на бумот на постојаниот период, кога ние гледаме како капитализмот веќе не може да го достигне истиот животен стандард и почнува бавно да се распаѓа. Но од друга страна, во истите периоди има уметност која не е само тмурна, него се појавува феминистичката уметност, се појавуваат многу други правци кои што даваат нова алтернатива на новиот контекст. Денес посебно после настаните со пандемијата, мислам дека се отвора огромно поле за ново уметничко творештво, кое што постепено ќе расчистува со она што досега се случуваше. Така. Тоа што сакав да биде како прв дел во подкастот, мислам дека дојдовме до нешто. Можеме да ги разлачиме териториите и на модернизам, постмодернизам, структурализам, постструктурализам, но сега ќе одиме во вториот дел каде што на она политичко ниво ќе разговараме за, не знам, револуциите во 20-тиот век и претходно, па ја би сакала ако може да прочитам делови од Ерик Хобсбаум, неколку одломки, за да добиеме некоја смисла од тоа што сакаме да го постигнеме имено. Имено, уште да кажам и ова, дека во 20-тиот век, прво 19-тиот век беше империјална Британија, во 20-тиот век имавме две светски визии за светот. И во таа диалектичка судир се родија секакви ирационални движења од фашизам и имаше контра нив бројни комунистички движења и така натаму. Еве, само да прочитам некои одломки од. Ова е дел од нешто што било Втора светска војна. Луѓето кои биле тврдокорни империјалисти и антикомунистички конзервативци како Винстон Черчил
или му припаѓале на реакционерното католичко миле како де Гол, избрале да се борат против Германија не затоа што имале некаков посебен анимозитет против фашизмот, туку заради certain idée de la France или одредена идеја за тоа каква треба да биде Англија. Ова се однесува на де Гол и на Черчил. Вториот одломок е на наредната страна од книгата Доба на крајности, во Темплум е објавена книгата. Појавата и подемот на Хитлеровата Германија ги поврзала сите овие национални граѓански групи на една единствена глобална војна која била и граѓанска и меѓународна. Или поточно меѓу 31 и 41 година тоа го сторило освојувачкиот марш и војната на повеќе држави. Германија, Италија, Јапонија, иако Хитлеровата Германија била централен столб на таа група. И таа Германија била побезмилосна и отворено наклонета кон уништување на вредностите и институциите на западната цивилизација од епохата на револуциите и способна за спроведување на тој свој варварски проект. Чекор по чекор потенцијалните жртви на Јапонија, Германија и Италија гледале како државите, се гледале како држави од така наречената оска. И они ги проширувале своите освојувања кон војна која по 31 година изгледала неизбежна. Како што велела една изрека, фашизмот значи војна. Во таа линија и сите овие движења уметнички, после на ниво на психологија, на внатрешно, на експресионизам и така натаму, кои што ја трасираат линијата дека всушност фашизмот е ирационална сила. И затоа марксистите у својата линија мора да го истражуваат и психологијата и психоанализата. И уште еден дел ќе прочитам, па после ќе... Ова се однесува на нешто што денеска го живееме, век на нуклеарни оружја, на пандемии и така натаму, катастрофи кои што може да се случат. Иако војната конфронтација и трескавичната трка во нуклеарно вооружување биле наочигледна страна на студената војна, незиното главно влијание не се состои во таквите процеси. Нуклеарните оружја не били искористени. Нуклеарните сили учествувале во 3 големи војни. Разнишени со комунистичката победа во Кина, САД и нивните сојузници, во 50-тите години интервенирале во Кореја за да го спречат комунистичкиот режим од северот на таа поделена земја се прошири на југ. Резултатот бил нерешен. Истото тоа со иста цел било повторено и во Виетнам, но таму САД изгубиле. СССР во 1988 година се повлече од Афганистан, по 8-те години војна поддршка на пријателската влада во борба против герилците, кои беа помагани од Америка и снабдувани со оружје од Пакистан. Накосо се покажало дека скапата, технолошки високо развиена опрема за надпреварување меѓу суперсилите не е тоа што обезбедува победа. Постојаната закана со војна создала редица меѓународни мировни движења, кои во суштина биле насочени против нуклеарното оружје и од време на време во некои делови од Европа се претвориле во масовни движења, што според крстоносците на студената војна било знак дека тоа се тајни оружја на комунистите. Ете така. Има многу револуции кои што може да коментираме тука меѓу двете светски војни. Октомвриската револуција, Кубанската револуција, Иранската. Имено револуциите доаѓаат од радикално лево или од радикално десно. Еве, вака поширок контекст за да... Да, па јас би почнал прво со тоа што ви кажал дека зошто нас не е значајно да ги изучуваме револуциите. Затоа што кога би зборувале за револуциите, тоа звучи као се случувале некои од нив и пред стотина години. Так. И не знаеме зошто нас би ни било релевантно во нов општествен контекст. Но она што е карактеристично револуциите се општествени процеси. Ние како марксисти мораме да извлечеме поуки, да ги откриеме законитостите на општествената трансформација. Нели, затоа што ако сакаме да го промениме општеството, тоа е нешто основно кое што треба да го направиме. Но не можеме да создадеме револуции во лабораторија. Тоа е невозможно. Ние можеме да учиме за законитостите на општествената промена, проучувајќи ги револуции. И затоа мораме секогаш да се навраќаме на историските настани за време на овие револуции. Околу тоа дали револуција може да дојде од десно
Јас повеќе би се согласил со позицијата на Валтер Бенџамин и воедно и на Троцки. Валтер Бенџамин тврди дека секој фашизам е резултат на неуспешна револуција. Так. Истото го тврди и Троцки, дека фашизмот е реакција на капитализмот против работничката класа, кога таа ќе биде поразена. Мислам дека можеме да наблюдуваме многу револуции, пошто во основа секој штрајк е револуција во зародиш. Но најдобро во сегашниот контекст најповеќе ми одговараат руската револуција и германската револуција. Поготово затоа што тие двете се случуваат паралелно и можеме да откриеме во настаните иста шема на настани кои се повторуваат. Имено во Русија, нели, 1917 година, прво во февруари, паѓа абдицира кралот, царот, со што се формира нова влада, која е либерална, капиталистичка буржуарска држава. Потоа иди до втор бран на револуцијата. Истото се случува и во Германија. Германија ја губи војната како резултат на генералните штрајкови и откажувањето на послушност на војниците, пошто следува абдикација на кајзерот. Со што се формира одново една демократска влада. За подоцна да се случи спартакијанското востание, односно востанието во која Роза Луксембург го губи нејзиниот живот. Зошто ни се битни тие процеси? Она што можеме да го забележиме која е разликата со револуцијата во Русија и покрај тоа што Русија била реално многу заостаната земја, се случува нешто многу поразлично од во Германија и тоа се случува многу поодамна. Тоа е поделбата на Руската социјалдемократска партија. Кога болшевиците градат паралелни структури, градат нивна структура која би била моќна да го преземе водството во одреден контекст. Роза Луксембург за жал останува долго време во социјалдемократската партија, иако не ги прифаќа одлуките на партијата за поддршка на војната, таја организира мировни протести против војната, доволно долго е вклучена. Војните заеми. Да. Цело време. Сепак во Германија гледаме дека во тој период премногу избрзано се случват настаните, а Роза Луксембург околу неја нема цврста структура која може да ја помогне и да за понатаму да се развиват процесите. И тука огромна улога игра власта на Фридрих Еберт, на социјалдемократите, кои во дадениот случај се покажуваат како контрареволуционерен елемент, затоа што се обидуваат да ја пропаднат работничката класа, да ја запрат до одредено ниво. Затоа што паралелно исто како во Русија се развиваат и во Германија, работнички совети, тие се создаваат како паралелна власт. Втора интернационала во Германија, тоа многу беа јаки синдикатите и така натаму, така што Да. И електоралниот модел на Бернштайн да се излезе на избори, тоа е голема дискусија, но сепак да додам нешто, ова ми се допадна што го зборуваш. Сега од друга страна, она што треба да забележиме е кога зборуваме за фашизмот како појава, исто треба да ја разгледаме појавата на генерал Корнилов во Русија. Затоа што неговата структура, тој се обидува да ја загуши револуцијата во Петроград, нели, пробва да интервенира, за среќа неговиот напад е безуспешен, затоа што неговата структура, како тој се обидува да ја освои власта и да ја угуши револуцијата, е иста со начинот на кој што фашистите доаѓаат на власт. Доколку нападот на Корнилов бил успешен, првата фашистичка држава би била Русија во тој период. Така. Тоа е многу значено за да разбериме дека фашизмот е сила на контрареволуцијата и фашизмот може да успее само кога работничката класа ќе биде поразена. Во Германија за да дојди Хитлер на власт се потребни скоро 20 години од прилика. Така. Уствари не, 15, нама деценија и нешто. Почнувајќи од 18-та до 33-та кога тој доаѓа на власт. Мислам, во Германија се случуваат неколку револуции последователно. Во 20-та, во 23-та, постојано греј револуционерната состојба и Хитлер доаѓа на власт дури кога се поразени револуционерните сили.
Исто што треба да разговараме е кога се случува револуционерната состојба и што значи револуционерна состојба. Затоа што најчесто ние не можеме да предвидиме кога револуција ќе се случи. Тоа е случајот исто во јануари Ленин на состанок на младите социјалисти, тоа е тогаш во Цирих, им кажува дека не очекува дека тој ќе доживее револуција. За по еден месец, поточно на 8 февруари во Русија, да се случи револуцијата. Ние не можеме да предвидиме. Револуцијата се случува москавично. И тоа во основа представува масовно вклучување на работничката класа во политичкиот живот. Ние наеднаш гледаме како работниците масовно се вклучуваат. Затоа постои предреволуционерна состојба која ние не можеме баш добро да ја дефинираме. Предреволуционерната состојба е карактеризирана со постојање на некаква тензија која е под површината. Ние не гледаме никаква активност на работничката класа, ништо не се случува и мислиме дека ништо не се случува, но процесите се одвиваат оддолу. Сега зошто ова ни е нас релевантно е затоа што новиот контекст кој денес го живееме со пандемијата на коронавирусот веќе ги променува класичните односи во општеството кој досега постои. Ние денес гледаме како системот е дотолку дестабилизиран што влегува во една од поголемите кризи после Втора светска војна. Не поголемите, туку најголемите. Ова нужно ќе создаде револт кај работничката класа и ние постепено мислам дека влегуваме во револуционерна состојба. Тоа за нас значи дека силите на капитализмот се слаби во овој момент. Дали јас, значи ситуацијата пред револуцијата во октомври или не знам, Куба ако земе било која друга револуција, во однос на работничката класа, што тогаш било главно во синдикално организирани индустријски постројки, денес малку структурата на работничката класа не е таква, но сепак каде ќе излезе тој агент на револуцијата е интересно да се следи. Така што по твоја сега логика имаш чувство дека има некаков таков немир, како некоја предреволуционерна миризба како да има. Добро, супер. Сега сакав да додам нешто во револуциите, тие се прилично краток период се случуваат во време и тоа е експлозија на нешто. Нешто да додаеш за постреволуционерна состојба, некоја нешто што да речеме е нешто што ти оставило некое знаење да пренесеш, некаков механизам, нешто што... Постреволуционерната состојба, мислам дека можеме да ја поделиме на два вида на постреволуционерна состојба и тука лежи нашата одговорност како марксисти. Постреволуционерната состојба може да биде состојба на успешна револуција, како во Советскиот сојуз, како во Русија, или состојба на поразена револуција, што во основа значи фашизам. Кога се случува револуцијата, не постои средина. Дотолку се развива сударот и постојат само две опции. Баш исто како што Роза Луксембург рекла, нели? Социјализам или варварство. Ако ние како марксисти во тој период потфрлиме и не успееме докрај да го оствариме револуционерниот потенцијал, следната етапа е фашизам. И секогаш тука е опасноста, но за среќа мислам дека сега ние се движиме кон револуционерна состојба пред да се разбуди работничката класа. Моментално не постои никаква опасност од фашизам. Мислам дека моментално силите на екстремната десница ќе опаѓаат, затоа што стануваат ирационални, поготово во ваква криза која што сите нас не обединува, без разлика дали живееме на Балканот или живееме во Америка, ние имаме веќе нешто кое што нас не врзува заедно сите. Исто е многу интересно сега она тврдење на Фукујама за крајот на историјата, која како гледаме пропаѓа сега. Да. Мене е многу интересно што Тед Грант баш во истиот период кога Фукујама ова го тврди, Тед Грант е теоретичар на организацијата од која што доаѓам јас,
на Црвени, на интернационалната марксистичка тенденција. Тој тврди дека распадот на Советскиот сојуз е вовет во една од поголемите кризи на капитализмот и крајот на капитализмот сам. Така да јас мислам дека се движиме во таа насока. Никола, мене ми беше прекрасно ова дружење со тебе. Мислам дека направивме една симпатична, не многу долга емисија и се надевам дека ќе помогне да се прошират идеите и преовладуваат доста работи тука, така што еве и уметност и политичка активност. Мислам дека тоа е добра комбинација. Фала ти и се гледаме во наредна прилика. Фала и тебе, исто ми беше драго, па се гледам.